Како се случи оние први чекори кон музиката? Еве, едноставно вашата спојка на она што се нарекува бренд Сили Бенд. Така, нашата спојка беше прво љубовна. Да? Владко и јас се запознавме на факултетот за музички уметности, каде што бевме колеги, но нели се роди таа симпатија и станавме пар, двојка. Двојка која што, бидејќи Владко веќе беше признат студиски музичар и музичар кој што свираше со многу познати, веќе признати бендови во Југославија тогашна, нели свираше со Тао, го пратеа Чолиć и другите познати пејачи низ цела Југославија и надвор од нејзе. Така да јас му се приклучив, да кажем, нели, прво патував со него секаде каде што патуваше тој, чисто како негова девојка, и тоа беше многу убав период, можеби дури уште поубаво од овој сега, бидејќи сега веќе патуваме професионално. За потоа Владко да ме внесе во тој естрадниот дел, да кажем, од музиката, и кој јас музиката веќе ја сакав, избрав тоа да ми биде професија, имав некои членувања во групата на брат ми во Ниш, но ова двојка која што Владко ја смисли, морам да признам дека тоа е лично негова кривица, Владко смисли ете да направиме дуо кој што имаше нека си таква идеја и евене, после 25 години, оваа година бележиме веќе јубилеј, некако ни се сплотија љубовта и професијата и 25 години пловиме по ова естрадно небо, екзистираме од музиката, од љубовта и за сега е убаво. Која беше едноставно она прва песна која што еве заедно ве представи во македонската јавност? Еве едноставно да се потсетиме на тие моменти кога ја компониравте музиката дома, вака ќе биде, онака ќе биде? Освен шпицата која што спомнавме од Димитар Масовски за емисијата оваа сабота, прва композиција која што изведовме јавно е Лет на Гулабел од Димитар Масовски и тоа е композиција која што изведовме во оквир на оваа емисија оваа сабота. Она преубава космополитска летни гулабе од Охрид, покрај брегот па низ Дрим. Преубавата, така и тргнавме космополитским со широки сваќања, сакајќи го светот на дланка, Владко и јас, нели со голема љубов и искреност. За потоа да дојде на почетокот морам да признам, пеевме композиција од други автори, бидејќи се појавивме како млади талентирани, сите признати автори во Македонија сакаа да им испееме по некоја песна, така да следна композиција беше од Драган Вучиќ, Ангели ме носат, која што онака нас буквално не само што не isfrли, нас не isfrли оваа сабота во емисијата, нели, но тогаш добивме потврда, бидејќи кај нас некако постои начин тие фестивалски признанија се сепак да се окитите со сите тие награди, да, тогаш публиката ве признава потполно. Ние ја добивме таа награда, нели, за Ангели ме носат, ствари две награди, трета од публиката и јас добив за најдобра вокална интерпретација и тогаш го учврстивме нашето место на македонската естрада. Потоа следа низа композиција од Григор Копров и Димитар Масевски. Па првиот албум беше комбинација од нивните композиции и уште многу, еве веќе на јубилејниот концерт 25 години имавме и во Битола пред 2 дена и имаме уште низа на концерти заказани во оквир на културните лета по нашите општини во ширум Македонија. Го изведуваме тој концерт, тоа се навистина плејада од познати автори, веќе на последниот албум и Владко и јас се јавуваме и како автори, текстописци, секогаш е Владко аранжер на сите наши композиции кои што се до сега изведени. И тоа се навистина убави, квалитетни номери, издржани, бидејќи кога ги правивме пробите, подготувајќи се за концертот, свативме дека имаме навистина сериозна програма. Еве, да оставиме малку музиката настрана. Како функционирате дома како семејство, како фамилија, имате керка? Едноставно, дали постојано дома подпевнувате, ги пеете дел од рефрените кои што на вашите свирки ги... Во нашата куќа, значи, нон-стоп се пее. Да? Нон-стоп не се гледа воопшто? Не. Слабо. Слабо, точно така, но нашата куќа е секојаш полна со луѓе. Ако во некој момент нема некој од страна, освен ние тројцата, си викаме што е да не ни ги случија телефоните или нешто не е во ред. Значи, секојаш е полна со луѓе, со дружба, со убава песна. Јас знам да седнам на клавирот, Силви да си запее, гитарата да земе она, малата или ќе се симне доле во студиото на бубњевите, или она ќе седне на клавирот па некој композиција ќе почне да интерпретира, така да цело време живееме за музиката,
со музиката и од музиката. Дали ве планирате да вклучите и керката во бендот? Да, Силви бенд. во перформансот на Коштан ударните инструменти имам убави чинели, звончиња, дајрења, тие сите што се перкусии кои што и те како ни ја разубавуваат сцената и музиката, затоа ќе биде Деја Делина Плевнеш задолжена за тоа. И јас спомнав керката и Да. ми се наметнува прашањето да прашам колку таа ве слуша, колку ги прима инструкциите кои што ги давате во поглед на музиката. Во поглед на музиката, да, прифаќа се што ќе се каже, пошто сепак ние сме со огромно искуство и за во школото, пошто и двајцата сме дипломирани музичари и можеме многу да ја помогнеме и помагаме и ќе ја помагаме и понатака. Значи од прва рака секогаш ја наоѓаме правата формула, правиот начин како да ја пренесеме музиката по еден скратен и еден реален начин. Значи јас знам со нејзде да додам према школа да ја возам и низ приказна да ги представам музичките облици, музичките некои акорди и слично и тоа сето тоа не е нормално. Кога ќе оди во школа па вика тато, мене ми е и како тоа све јасно. И лесно, едноставно. И лесно, да, и многу од професорите знаат да го напуштат часот и да остат ки кажат, Деа, ајде ти слободно продолжи го часот и можеш да ги спрашуваш понатака другарчињата и да им објасниш некои работи што не им се јасни. Да. Еве, бидејќи долги години се, како што спомнавме, 25 музичката сцена, претпоставам дека во текот на вашите настапи имало секојдневни некои интересни случаи, некои анекдоти. Милион. Да. Еве да отвориме некоја на гледачите да ставиме. Многу анегдоти, многу убави моменти. Пред се, она на што јас би сакала да обрнам внимание е флуидот, кој што секогаш неминовен. Нас публиката едноставно не сака, бидејќи ја чувствува љубовта со која што ние го работиме тоа што го работиме. Живиот настап е незаменлив. Имате најразлични ситуации, каде што ќе запеат со мене, каде што Владко ми дава интонација, некој почнал веќе пред мене, ама почнал малку фалши се, а јас имам мака да ја фатам интонацијата. Или премногу е гужва во самиот објект каде што настапуваме. Микрофонот стои пред мене, некој ќе помине, ќе го турне, мене микрофонот позабите, викам, еве, добив и чотек вечерва. И така, низа едни убави ситуации, но непосредноста, тоа е она што е најубаво. Владко и јас сме многу обични и нормални. И секогаш така настапуваме и секојдневно, во секојдневниот живот, а и на нашите настапи, публиката тоа го чувствува, го сака и секогаш ни приоѓаат токму со тој комплимент. Толку сте драги и нормални луѓе, што навистина ве сакаме и уживаме да се дружиме со вас. Така да има многу моменти. Знаете, 25 години патување низ цела Македонија и надвор од нејзе, со живи настапи, има многу анегдоти. Да, еве, што она што се подготвува во моментот следно? Може би се подготвува некој нов албум или... Па вака, значи нема ни цела година, откако излезе нашиот последен 6-ти албум, кој што е многу интересен и може би најпродуктивен во смисол дека скоро на сите композиции сме јас и Силви автори. Некој е на композицијата автор, на музиката, текстовите се нејзини, аранжманите се мои. И скоро секоја номера си добива свој видеозапис и многу сме задоволни, многу убаво оди. Секоја песна испадна хит, значи најхитовски албум од сите до сега што ги имавме. Таму имаме и два препева на едни многу убави наши народни македонски песни. Првата 1762 лето, моја преработка со синтесајзери и гласот на Силви Бенд на прекрасниот текст од Григор Парличев. И втората е на прекрасната и стара македонска песна Твоите очи, Лена. Еве, во моментот ми се наметнува прашањето кога за крај да разговора да ве прашам едноставно доколку би се родиле повторно. Дали повторно би биле музичари, дали повторно би биле она што сте, Силви Бенд? Јас би сакала, да. Доколку имам можност да изберем, повторно би ги избрала истите родители, ист животен пат, и секако иста професија. Со сите убави и неубави нешто што се случија во меѓувреме. Еви, за крај да разговор Јас морам да ви кажам дека презадоволен сум што сум се родил таков каков што сум. Апсолутно и уште 100 пати да се родам би бил музичар повторно. И му благодарам на Господ што ни овозможи да си работиме професијата во која што многу вложуваме, што ја сакаме и што ни возможи да екзистираме од тоа. Значи, ние сакаме едноставно да свириме,
со љубов свириме и од таму таа позитивна енергија од народот што многу не почитува, многу бара свирки, кога ќе свириме на едно место и добиваме понуди повторно и повторно и повторно да настапуваме. Таа е таа енергија која што се осеќа. Еве и на крајот од разговорот некоја порака до нашите гледачи. Едноставно би било интересно да слушаме едно во живо сега овде во лайв некој рефренче, некој парче од некој ваш хит Ангели ме носат оваа сабота и не знам многу други. Па еве Силви може. Ај. Koga odam kај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди изгорете ме, ветрои разнесете ме. Река златна безкрајна, в градиве ми тече.